Subaru се откажа од генетските експерименти со Outback и моделот конечно стана вистински кросовер, а не само караван кој личи така. Промените во основната конструкција се проследени и со побрутален изглед кој доловува дека може да се справи со авантуристички посети на природата. На предниот дел се среќаваат сложени светлосни групи и поголема маска, а силуетата е значително помускулесто обликувана. Височината е зголемена за 5 см, што ја прави внатрешноста попросторна и пофункционална. Силниот идентитет на Outback го гарантира и погонот на сите тркала, која е карактеристика на марката, заедно со боксер агрегатите. Основниот е 2,5 литарски со 180 конски сили, додека за поробусната Wilderness изведба е резервиран 2,4 литарски турбо со 260 коњи и двата спарени со вариоматска трансмисија. Новата генерација на Outback во Америка ќе започне да се продава при крајот на годинава. Треба да пристигне и во Европа, сигурно со повисоки цени од сегашните.